Индира Кастратовиќ е една од најдобрите македонски ракометарки, воедно и еден од најдобрите десни бекови во историјата на ракометната игра. Започнува да игра ракомет на 15 години во Приедор, каде тогаш живее со своето семејство. Нејзиниот неуспорен талент за ракомет е набрзо забележан, така што на своите 18 години го потпишува својот прв професионален договор. Индира Кастратовиќ ја заврши професионалната кариера во 2006 година, а денес е тренер на женската ракометна екипа Вардар од Скопје. Таа е во брак со ракометниот стратег Зоран Кастратовиќ, со кого има ќерката Сара. Поранешната ракометарка сега отворено зборува за приватниот живот пред камерата на Ексклузив. Јовано, Јованке, крај Вардарот седиш, мори бело платно белиш душо. Доста е. Ке ме викна за нова година некоја. Некоја тезга. Тезга некоја, да. Се шал. Дали може би ти паднала на памет некоја промена, например, еве да направиш некоја музичка кариера? Не, апсолутно не. Ние спортисти многу сакаме да се веселиме и да пееме. Ние имавме кај нас у клуб Вале Радуловиќ, она перфектно пее, значи кога правевме некои забави, она беше та која секогаш пеше, ние бевме пратечи вокали. Ние сакаме, јас сум од Босна и таму многу музика се слуша, убава музика, така да ние сме народ кои сме весели, кои сакам секогаш со друштво кога сум да направиме нешто да ни биде позанимљиво, да секогаш да збориме за убави работи, за да бидеме весели. Индира, важиш за многу ведрана, смеена, секогаш позитивна личност, тоа се докажува и сега во овие моменти. Дали е тоа начинот да се загрееме и во овие зимски периоди, дали ти го сакаш овој период? Да го сакам нешто претерано, не го сакам, али сакам дома кога ќе дојдам или с пријатели или све, музика секогаш ни е дома и сега кај мене и кај сопругот, сега кога искачав исто музика се пушташе, значи тоа е нешто што нас не исполнува и што е дел од нашиот живот, весело, со музика и мислам дека сите треба малце повеќе време да посветиме на музика и на нашите најблиски, да бидеме секогаш да гледаме се позитивно. Знам дека е тешко, али да најдеме начин да гледаме на позитивни работи и мислам дека тоа нас самите пред се ќе не исполни, а онда и луѓето околу нас. Што се случува во твојот живот? Па во мојот живот работа, одам на работа, јас сум координатор во Вардар, млади категории, одам на тренинзи, одам од Сабајле на работа, така да и се што се случува и на обични луѓе работа, доаѓам дома со сопругот, Сара ни е, керка ни е во Америка, она сега ќе дојде на 24-ти, се подготвуваме за незе, едва и чекаме. Дали сега во овие моменти ја разбираш твојата мајка, кога чедото и мајката нели се разделуваат, мора да се испочитува нели желбата на своето дете, па ете да се пушти да си ги исполни своите соништа? Па, у суштина, затоа јас и Сара не сакав да правам, да ја притискам и да викам да не оди, затоа што секогаш моја мајка ми викаше ќе видиш кога ќе имаш свое дете. И стварно е така. Сега ја разбирам мајка ми, јас еднаш неделно ќе се јавам. Немаше толку телефони, немаше мобилни телефони кога јас отидов со 17,5 години од дома. Она веројатно знаем сега како е чекала со нетрпение да се јавам ја на телефона. Ја денеска со Сара моја се слушам по 3 пати на Вибер, на камера ја гледаме, така да мислам дека у денешно време на нас е можда и полесно него на мајка ми која најмалото свое дете пушти, а не знае ни каде, ни како, така да ја разбирам у потпуност. Се гледа и во твоите очи емоцијата која се изразува. Да, емоција и така, чувства некои, пошто и останав и без двата родители, посакувам сите да има такви родители како што ги имав јас и сакам на Сара да ја пружам оно што моите ми пружи. Сега сепак субава емоција, нема да сакаме да те расплакаме. На кого личи Сара? Дали ве сега, да, кога ќе се роди детето, викаме нели физички лична тато, мама, сега на кого личи карактерно? Па карактерно мислам дека е повеќе на мене, пошто Зоран, сопругот мој, секогаш викаше дај Боже да не биде на мене, нека биде на тебе, затоа што е он по срамежи, по повлечење, додека не се уклопи, не е таков како мене. Јас сум не можам да кажам агресивна, ама не се срамам, таква сум. Индира, мораме да бидеме искрени, ти си преубава, згодна, атрактивна, успешна, така и твојот супруг. Дали можеме да очекуваме друго дете, ново дете?
Па ние сакавме, али ја више не сум ни толку млада. Па не сум знаат луѓе више сите колку имам, али имавме желба, ама не се исполни, така да, останавме. Јас секогаш викам така, веројатно требало да биде така, Господ сакал да имаме едно дете и ние сме пресретни што имаме, сакавме повеќе, али тоа е. Кој е оној најдобар босански рецепт кој што ти би го препорачала сега на ексклузив, може би да си подготвиме нешто? Вие да си подготвите, не ја, нормално баклава босанска е нешто што стварно луѓето, кога ќе ми дојдат моите роднини, па кога ќе ја направат, пошто ја не правам, сите се нормално одушевени, тоа е нешто што, и нормално буреци, и сирници, вие викате, ние у Македонија викаме бурек со сирење, а кај нас е сирница у Босна. Така да тоа се некои работи што стварно у Босна секогаш кога одам, тоа е нешто што мора да биде на маса. Тоа е нешто што намногу ти недостига кога ќе се сетиш на Босна и тие периоди каде што си ги поминала во детството? Па не да ми недостига, али тоа се некои работи што недостига ми од Босна. Други работи, рецимо, ние бевме голема фамилија. Тоа е нешто што можда ја затоа сакам многу да се дружам и да имам околу себе луѓе кои ги сакам, затоа што израснав со голема фамилија, 4 нас е, и мајка и татко покојни се и двајцата, али 4 брати, нас 3 сестри, и мислам дека цело време јас бев најмала, они беа, после се омажија, има своји деца и цело време имаше гужва, цело време беше веселје и ден денеска кога ќе ми кажат ти цело време имаш гости, доаѓаат од Босна моите, јас сакам да има луѓе, не сакам да сме сами, сакам да имам да споделувам среќата, да бидам сретна, да ми исполнуваат и мислам дека е тоа уствари животот, тоа е смисол на животот. Индира, каде ќе прославиш новогодишната ноќ? Новогодишна ноќ дома, ја и сопругот и ќе чекаме Сара да ни се јави да дојдеме да ја собереме таму каде. Сама? Па нормално, не знам, со другарки ќе биде сега. Како што ние славевме, така и они сега слават, а ние сме само услужна дејност сега. Фала ти многу. Фала и на вас многу. Јас сум Индира Кастратовиќ, а вие гледате Ексклузив.